намалување на ширењето на инфекции, мултирезистентни бактерии и заштита на пациентите од интрахоспитални инфекции. Ова е целта на одбележувањето на 5 мај, светскиот ден посветен на хигиената на рацете. Податоците на Светската здравствена организација велат дека огромен е процентот на луѓе кои практикуваат неправилен начин на хигиена на раце. Треба да обезбедиме и безбедноста од ширење на болнички стекнати инфекции, особено со така наречените бактерии кои што се резистентни, мултирезистентни, односно отпорни кон антибиотици и најчест начин на пренесување на овие бактерии е токму преку несоодветната хигиена на рацете. При тоа не станува збор само за несоодветна хигиена на рацете на здравствените работници, туку и на самите пациенти и на посетителите и сите кои што се грижат околу еден болен. Лекарите како и медицинските лица што се директно или индиректно вклучени во грижата за болните, мора да обрнуваат внимание на хигиената на рацете и правилно да ја практикуваат. Оваа година кампањата е посветена токму на вработените во болничките установи. Секој родител како знае и уме, како тоа го наследил од предходните поколенија, тоа ќе го пренесе на идните генерации. Се докажало дека она наше рутинско мијење на рацете како што го изведуваме во вообичаениот живот не е доволно и не е правилно и дека најмногу се контаминираат врвовите на прстите со кои се допираме. Општина Велес денеска беше домаќин на здравствените работници од целиот регион, пред кои беа представени заложбите на СЗО во насока на подобрување на хигиената во здравствените установи. Како општина Велес, во Советот на општина Велес формирано е тело за јавно здравје, каде што примарната здравствена заштита е вклучена буквално во работата и во планирањето на општината во натамошниот период. Значи, вклучени се во тоа тело советници, вклучени се релевантни структури од сите здравствени сегменти, од примарното, секундарното и терцијалното здравство што го имаме на ниво Велес. Нивото на хигиена на рацете кај здравствените работници не е на задоволително ниво. Правилната хигиена спречува појава на инфекции, со што се намалуваат и трошоците за дезинфекција на објектите. Може да се заштедат огромен број на средства, околу 25 пати е поевтино мијањето на раце, отколку кога не би се правило тоа. И втора работа, што е најважно, да се намалат процентот на интрахоспитални инфекции, особено што ја се занимавам, отпорноста на бактериите, значи помалку резистентни бактерии. Во период кога 20 и нешто години не сме пронашли нови антибиотици, нови класи на антибиотици, кога резистенцијата е најглавни проблеми, еден од најисплатливите начини, тоа е научно докажано, е овој, хигиена на рацете. Пред некоја година Светската здравствена организација издаде и водич за хигиената на рацете во здравствените установи.